100-годишната успешна приказна за постоењето на македонскиот бренд на пиварската индустрија, Прилепската пиварница, денеска ја одбележа со донација и засадување на 100 дабови садници. Екоакцијата се спроведе крај манастирот Свети Димитрија, каде пред неколку години голем шумски пожар проголта неколку стотици хектари шума, а беше загрозен и самиот манастир. Ја продолжуваме нашата зелена агенда, која што е топ приоритет во нашето постоење, во нашето работење последниве неколку години, со тоа што се грижиме за заштита на животната средина, на почвата, на водата и на воздухот, со континуирани активности, со континуирани инвестиции во намалување на отпадните води, во намалување на грамажата на пет амбалажата, во намалување на испуштањето на штетни гасови во воздухот. Бројката 100 е заради годишнината, а дабовите дрвја се синоним на еден од нашите брендови, Златен даб, објаснува Самарџиевски и додава дека во Македонија малубројни се компаниите кои можат да се пофалат со вакви јубилеи, особено во пиварската индустрија. Турбулентните времиња низ 10-те децении, но и сега им задавале сериозни удари, но посветената работа ги одржувала, речиси секогаш, на врвот. Крали Марко е еден од брендовите кој како што е со кој е започната Прилепска пиварница, така да како бренд постои веќе 100 години. Имаме доста млада екипа, млад тим со нас тука. Менаџерскиот тим се труди да даде максимум во овие тешки турбулентни времиња, да ја одржи фирмата во добра финансиска состојба. Ваквите екоакции се од особено значење и за самата локална заедница, особено кога во нив се вклучуваат општествено одговорни компании како позитивен и авангарден пример за сите останати чинители, велат од локалната самоуправа Прилеп, кои и самите задоа учество во денешната акција. Секоја година општината и заедно со неја сите активисти, општествено одговорни компании активно допринесуваме за збогатување на растителниот свет околу Прилеп. Инаку, првиот човек на Прилепската пиварница очекува дека после изборите во Македонија ќе се формира стабилна влада, чиј прв и главен приоритет ќе биде заздравувањето на домашната економија, која во последниве неколку години се соочува со бројни тешки предизвици, обстојувајќи на работ од рентабилноста.